Овие снимки се од инцидентите на Кале пред 2 години, кога навивачката група Комеди се судри со навивачката група Шверцери. Вообичаено, сите негираа дека се организатори, како што и сите негираа дека било кога биле инструирани од партиите или мокниците. Вака или онака, кога се потпалува етничкиот оган, тука се и навивачките групи да долеат масло на истиот. Овие снимки пак се од протестите во петокот. Полицијата апсеше хулигани, но кои се организаторите останува енигма. Извори во една од поголемите навивачки групи во Скопје анонимно за Нова ТВ раскажува како некои од навивачите се нашле пред владата. Прво почнавме ние да ги организираме протестите, ама полицијата дозна и почна да ни уценува да се откажеме од протести. Ни велеа дека повеќе нема да не пуштат на надпревари и слично. Така што раководството се повлече, но веќе беше касно, а имаше и други навивачки групи кои се организираат. Така што луѓе таму се собираа веќе и се случи се што се случи. Следниот ден на акцијата следеше реакција. По македонските млади се собраа албанците, наводно и тие организирани преку социјалните мрежи. Кој кого организира и зошто, речиси во секој ваков инцидент останува затворено прашање, но поврзаноста на партиите со навивачите е тема за која често се зборува. Новинарот Александар Манасиев, кој за Балканската истражувачка мрежа работеше обемно истражување за навивачките групи, кој потоа го објави и британскиот весник Guardian, раскажува за структурата и действувањето на навивачите. Одредени поранешни или сегашни лидери на навивачки групи се блиски до политичките партии. Низ годините знаеме многу случаи кога тие тесни раководства добивале навистина вработување во државните служби, а до ден денеска и моите соговорници во навивачките групи тврдат дека постои одредена политичка заштита кога ќе дојдат во судир со законот посебно, во судските процедури посебно. Видете, интересен феномен е тоа што тие самите никогаш нема ви кажат дека ете ние сме со таа политичка партија, но секогаш другата навивачка група ќе ја посочат како блиска до таа политичка партија или до друга политичка партија. Нашиот анонимен навивач вели дека иако никогаш не се потврдило јавно, тесните раководства на навивачките групи често добиваат работи за возврат. Јас не сум во раководството на групата и само сум обичен навивач, ама голем дел од нив се вработени во администрацијата, во општини, а некои во агенциите за обезбедување кои се поврзуваат со некои партии и луѓе. Ние одиме каде што не викаат. Подвикаат, мислам нас, кога не викаат водачите, а нив кој ги вика не знам. Има само разни муабети. Ова не го зборувам за обични надпревари или слично, туку кога некаде се оди со намера. Обично на тие места доаѓаат и албанците, ги има шверцери и други. Дали се тоа сценарија како што ме прашувате, јас навистина не знам. Судиите и експертите за безбедност и полицијата тврдат дека симптоматичен е односот на полицијата кон навивачите, ако се има во предвид дека тие речиси секогаш поминуваат со минимални казни или неказнети, без разлика што ќе направат. А кој ќе биде исходот од минатиот викенд, уапсени веќе има, но ќе се најдат ли умовите за да овие операции и манипулации.